Почитувам председателе, премиер, малкумина министри од владата, представници на владата, почитувани пратеници и представници на медиумите. Денес не го гледам министерот за образование, ниту неговиот заменик, иако доби повисоки овластувања. Дали е тоа коинциденција со студентските протести и со она што се знае дека ќе го говорам или се предпоставува дека некој ќе го покрене жестокото прашање за студентските протести и за неосмислените реформи во високото образование. Независно од тоа дали се тие присутни, јас ќе го поставам своето прашање, еве дури ќе им дозволам во писмена форма да ми одговорат, мада не полагам толку важност на тој одговор, бидејќи однапред го знам. Моето прашање е, сакам да запознам македонската јавност за тоа што се случува и зошто се случува во високото образование. Моето прашање е, зошто студентите да го поднесат ударот на свој плеќи единствени за евидентираниот неквалитет во високото образование? Јасно поставено прашање. Се споменуваше некако екстерно, по примерот на осполетките и средните училишта, па сега државен испит. Тотално вон контекст. Кога државен испит значи нешто сосема друго. Па тоа се резултираше во протести на студентите. Од каде сега оваа влада си го актуализира проблемот за неквалитет на високото образование? Како тоа го констатираше воопшто, со кои методи? Врват се уште рекламите. За прв универзитет рангиран по Шангајска листа, втор, трет, четврти, пет, замајување тотално на јавноста, бидејќи Македонија нити видела Шангајска листа, нити има декади пред неа да изоди, за да евентуално некојаш види. Зошто се тие реклами, ако не е на нас такво образованието како што сега наеднаш се детектира? За дисперзираните факултети и универзитети на секоја ливада, тоа е толку депласирано, зборував и минатиот пат, ќе ги прескокнам. Ке се вратам на Законот за високо образование, кој што оваа влада го донесе 2008 година. Да видите дека и во тој таков закон си имате решение за следење на квалитетот на образованието. Прво што се направи во тој закон, се уништи Сенатот. Ректорот стана магично председател на Сенат. Замислете. Значи, Сенатот работи под контрола на ректорот, не како независен институт во рамки на универзитетот. Го споивте двете тела акредитација и евалуација по системот кадија те тужи, кадија те суди. Акредитиравте над 400 студиски програми. По 20 професори да има нужно, тоа се над 8.000. Има Македонија таков капацитет? Не, но тоа го решивте во истиот тој закон, со тоа што на професорите универзитетски им доделивте 1.400.000 предмети да држат. Замислите, во средно училиште, оној што држи географија, не држи и физичко и пеење и смеење. Не, на универзитетите професорите држат во своите научни области предмети за да го задоволат фондот. Ке ви кажам дека на приватните, поготово универзитети, ова дебело се злоупотребува. Значи, држат и повеќе од овој висок плафон. Понатаму, им кажувате на учениците по кои учебници ќе учат, ги преведувате. Наместо, во целиот развиен свет, тие имат достап заедно со своите професори кон електронски библиотеки за пребарување на научни трудови, на учебници и така натаму. Тие учебници, кога вие ќе ги преведете и пуштите во промет за повеќето струки се застарени. Например, за мојата струка по информатика се апсолутно безвредни учебници преведени за низ процес од 2 години. Понатаму дозволивте 98% да се запишуваат таргетот е тој во средните училишта, ами статистички во секоја нација меѓу 98% од популацијата имате неинтелигентни, имате неспособни, имате неамбициозни деца, деца кои што сакаат да работат, да донесат некоја банка дома на своите родители. Значи, а сите овие 98% го продолжуваат студирањето. Па за каков квалитет станува збор? Академски студии се 90%. Само 10% има така наречени стручни студии, кои што се многу потребни да бидат стимулирани од владата, затоа што тие го
прават пазарот на трудот, не академските студии. Не мора секој што запишал средно училиште да излезе со магистарска диплома. Не дозволувате асистенти да се вработат на универзитетите за да биде еден нормален, наставен, образовен процес, поготово болонски процес. Значи, откако сето ова е направено и се прави во ние сега одговорност за ваквите случувања ќе бараме од студентите. Студентите ќе треба да докажуваат, мимо оние предмети кои што си ги полагали и добиле оценки, ќе бидат на удар студентите. Сега нема да бидат толку на удар, бидејќи во меѓувреме се ретерираш. Но како се ретерираше, да видиме? Се зборува за некаков државен испит. Овој закон, кога ќе го погледате, права турлитава. Земено од Данска нешто. Замислете, ние и Данска. Еден Архус универзитет кој што има најголема одличност во спроведување на болонскиот процес. Па сега се зборува дека не од Данска, ма сега ќе земеме нешто малце од Полска, од Чешка, од Унгарија. Па ве молам, кој си поигрува со образованието? Тоа не е градење на згради. Тоа не е утре кога ќе дојде некој ќе ги сипне фасадиве барокни, ќе ги направи рококо. Тоа се студенти, тоа се млади луѓе на кои што им треба солидно образование и кои што треба да се носители на економијата. Со вас, господа, не завршува оваа Македонија и не завршува светот. Значи, ако немаме млади луѓе обучени и образовани, ние ништо сите концепти ни паѓаат во вода. Ке ве потсетам дека секаде во сите земји и кај нас вклучително, владата не само што треба, туку мора да врши контрола на високото образование, на квалитетот и да го унапредува. И до тука нема ништо спорно. Но, една работа као концепт во Министерството не разбираат. Дека секаде, нека ги прочитаат искуствата од 20 земји европски, ќе видат. Дека оно што се евалуира и се оценува е образовниот процес, а не актерите во процесот. Актерите се студенти, професори, асистенти, администрации и така натаму. Значи, образовниот процес као целина се евалуира, се наоѓаат темните места, сивите зони и се унапредуваат. И тој е долгорочен процес. Тој не може да се санира со решение од денес за утре. Денес ќе го крстите државен испит. Таму магичниот збор е нешто што и ние го имаме во законот. Се нарекува надворешна евалуација, која што кај нас или не се прави еднаш годишно, или се злоупотребува. Ево таа надворешна евалуација, која што не е сериозно сватена, тука учествуваат студенти. Не во испитувањето. Во надворешната евалуација мора да има представници од студентите. Тука мора да има представници од работодавачите. Како вие ќе знаете каков е квалитетот? Тие го кажуваат. Повратната врска, бизнисот го кажува какви кадри доаѓаат до него. А не 5 професори ќе направат одбор за акредитација и евалуација и сега тие знаат во своите академски сфери што се случува на терен, дали излегуваат квалитетни или неквалитетни студенти. Значи, тука им е местото. Понатаму постои внатрешна евалуација, која што мора строго да води сметка државата дали секоја институција изведува. По член 114 од истиот тој закон вели, универзитетот го утврдува начинот на проверка на знаење и полагање на студентите, а не Министерството. За тоа е одговорен деканот пред се, наставно-научниот совет, ректорот и ректорската управа. Други инстанции нема. Но, да се вратам на државниот испит кој што сега се заговара. Се знае дека македонскиот концепт го носи концептот уште од Југославија, тоа беше германскиот образовен систем, што е еден од најдобрите веројатно на светот. Таму, ако сме конзистенти, ако не чепкаме од Естонија до Бугарија кој што направил како направил, ако сакаме да имаме еден поштено ишекорување низ овој процес, ќе видиме дека таму има државен испит, како што и ние имаме државен испит, но за регулираните професии, за доктори, за фармацевти, за правници и за учители. Значи, тоа е државен испит. Ако вие сега крстите нешто друго државен испит, тоа е толку несериозно, кога докторите на науки сега кај нас ги наречеме махери. Зашто? Дека така ни се сака. Не, државен испит, знае цела Европа што е државен испит. Постои академски испит во Германија, што исто кај нас предвиден во овој закон, само не знае некој да го исчита.
академскиот испит го полагаат до дипломците наместо дипломска работа. Значи има право универзитетот да одреди корпус на 1, 2, 3 предмети кои што наместо изработка на дипломска работа ќе го. И тоа е по член 113 од нашиот закон, вели дипломираат со дипломски труд или завршен испит. Нема кој тоа да го прочити и да го протолкува, дека ние и сега во законот имаме. И има право државата во договор со универзитетите да договори дека може да оди на оваа варијанта. И само ќе додадам, се извинувам, дека може да го подобри квалитетот, составање на надворешни членови при одбрана на дипломските и на магистерските трудови, не само на докторски. И задолжителна реакредитација во договорен период, например од 5 години на студиските програми. Благодарам. И благодарам.